Маја Дукова ни е во оброкот на денот и не се сомневам дека и овој рецепт ќе биде вкусен и лесен за подготовка, а она што и претходно го напоменавме, денеска ќе го ставиме фокусот на храната кога одиме на планина или кога одиме на некакви планинарски тури. Инспирирани од разговорот претходно, но инспирирани и од сето она што Маја последниот период го промовира по социјалните медиуми, а тоа е секако нели љубовта кон природата, освојувањето на најразлични врвови низ нашата преубава Македонија, но за да стигнете или да ги освоите, или да им добро придете на сите оние предизвици, а ги има многу кои што планината нели ги носи, веројатно треба да сте добро подковани психички, физички и ментално, а на сето тоа влие исхраната. Така што Маја утрово ќе ве советува и за тоа што можете да си подготвите на планина, но генерално и што е она што најмногу нели ќе не држи, ќе ни даде сила не само да стигнеме до врвот, тешко и враќањето назад. И така да го држиме телото после тоа е исто многу важен детал. Добре ми дојде, Маја. Добро утро, драго ми е што сум овде повторно и драго ми е што ќе разговараме за една ваква тема која што мене навистина ми е на душа, освојување на нови врвови, планина, чување на природата, а меѓу другото и потребната енергија за освојување на истите врвови. Така е. Никола прималку ни спомена за трескавец викендов, поточно во текот на вчерашниот ден. Вчера баш, да. Да, ајде раскажи ми и ти од твоја гледна точка како си помина и ајде ќе зборуваме малку и за исхраната, но прво да ни раскажеш малку за искуството. Моето искуство, обично тргаме на тури летово доста рано заради топлината. Овој пат тргнавме подоцна, да речеме, 5:30. Меѓутоа, ова беше неверојатно искуство за мене. Мислам дека ќе си го сакам животот многу повеќе. Навистина беше предизвик да се искажат тие карпи, поради, како што рече Никола, веќе тоа беше алпинистички дел, ама беше буквално вака, онака, качувањево. Тоа е баш последниот дел, заради тоа што врвот е баш пирамида, има поглед кон кобилица, кои што се навистина го одземаат здивот додека гледаш. Меѓутоа, во еден момент при качувањето си дека секој чекор ти е важен, секое место каде што ќе ставиш раката е навистина важно каде ќе биде, затоа што може да погрешиш. Може да пуштиш камен надолу. Меѓутоа, тоа е сепак алпинистичко, убаво е како предизвик. И јас немав претходно такво искуство, за мене беше навистина воодушевувачки. И сега имаш? Да, и се осеќам навистина многу посилно, како што веќе споделив на мојот Инстаграм профил, како што имам навика, нели, да споделувам после секое искуство приказна од тоа. Си го ценам многу повеќе животот, си го сакам. Но од друга страна пак... И се осеќам навистина многу посилно психички и верувам. Да. Но од друга страна верувам дека и следно некое место, кое што ќе биде со карпи, ќе ти биде повторно предизвик, затоа што веќе имаш некоја база или основа. Но еве, и кога ќе се стигне до такви некои навидум невозможни делови, затоа што никогаш не сме свесни што се можеме и колку можеме, веројатно тука мајндсетот или начинот на кој што се размислува е многу важна точка, но исто така добра подлога на сето тоа е исхраната. Ако не испланирате што ќе јадете и што ќе носите на планина, со оглед на тоа што имате багаж или не треба да е претежок, затоа што се е тешко додека се качувате нагоре, веројатно ви треба храна која што е богата со се, за да може да... Така, потребно е храна која што ќе држи енергијата. Што најчесто се носи на планина, кој твоето избор, Маја? Нема да прави тежина, да имаш напнатост, да имаш нелагодност во своето тело и затоа е навистина важно кога, што и колку ќе се внеси. Јас многу често носам вакви комбинации како што ќе приложам, иако тука може да се варира во... И сега некој ќе рече салата на планина. Во што да ја носам, како да ја подготвам? Па сега има многу опции, има како термоси кои што се лесно практични, одржуваат температура. Може, во тегла, веројатно, или? Јас често носам во тегла, зашто ми е укажано дека ама зошто се товариш со тегли, тешки се. Ама пак подобро е кога ќе бидеш не знам, ќе си го испланираш секое деталче што ќе си го носиш и ќе биде евентуално ако на крај-крајва, па нека биде пластичен сат. Ама има убави термоси кои што не се нешто прескапи, ама ќе ти одржат свежината на овошјето зеленчукот, или макар и да ги носиш вака, па да си ги исецкаш тамо ношче. Тоа исто дава посебна енергија ако на планина го спремаш нештото. Повкусно е. Дефинитивно, да. Да, понекогаш едва чекаме да стигнеме на некоја дестинација или точка,
Само за тој детал, јадеме, затоа што јадењето е многу повкусно Баш. на планина. А носам меѓу другото често и енергетски бомбици кои што си ги спремам од дома, а се дел од профилот Let's Cook Delights. А исто така храната ја споделувам нели на социјалните мрежи, еве јас што носев денес. Задолжителен детал ми е вода за хидратација. Во мојот случај тоа е секогаш вода со некаков вкус. Да, затоа што споменавме во претходното твое гостување дека не сакаш вода да пиеш. И така да внимателно треба да бидат одбрани хранливи состојки кои што ќе дадат енергија, меѓутоа во исто време ќе дадат лагодност на телото, да се чувствуваш удобно да ги поминиш километрите и висинската разлика која што треба да ја поминиш, а во исто време да ти биде убаво на телото и да ти биде вкусна храната секако. Храна што ќе ни даде сила, што нема да не преоптерети, затоа што па и со полн стомак не се качува. Да, внимателно кога и што. Да. Како, еве, ног пред искачување на одреден врв? Каква е исхраната? Затоа што и тоа има влијание. Па убаво е да не биде нешто што ќе ти прави тегови тежина, да. Меѓутоа лесна вечера, може пак да биде, јас како личност што обожава оброк салати, пак ќе речам може некоја лесна оброк салата да биде. Неколку часа, секако барем 2 часа пред да си легнеш, а потоа наутро е убаво да се хидрираш и да дадеш, не знам, може една банана за почеток на денот, потоа во текот на искачувањето да си даваш енергија со благи енергетски бомбици, па за да застанеш на врвот и да си ја дадеш, да се почестиш со наградата, да. Или евентуално пак нели секое тело е различно и тоа велам дека не мора да важи едно правило за сите. Има луѓе кои што едноставно кога ќе станат наутро, они сакат прво што ќе направат да се најадат. И тоа е во ред до некаде, еве. Моите црева почнуваат да зборат, не што да правам. Едноставно не се не можам да се сконцентрирам со гладен или празен стомак. И тоа е во ред. И е во ред да се најаде човек, еве кога е планина во прашање, тоа да биде нешто полесно. Така е, да. Да не бидат, не знам, тешка храна која што тежина ќе створи. Меѓутоа, сепак нема едно правило кое што треба да важи за сите, туку треба да си го слушаме телото. Да си го слушаме телото, така е. Твоето што тело ја слуша или ја знае оваа салата и добро ја поднесува и ова може да биде добар предлог за сите вас. Не само нели ако сакате да освојувате врвови или да бидете физички активни на планина, туку генерално ова е еден одличен и летен оброк би рекла, затоа што е освежителен и можете да си го подготвите. Киноата добредојдена во секое време, така? Дефинитивно. Интересно за киноата е што се рачуна за житарка, меѓутоа киноата е всушност семе. Аха, добро. Интересен факт за неа. Да, интересен податок. Да. Потекнува нели од Јужна Америка, се увидело дека всушност може лесно да се приспособи во одгледувањето, а има изобилува со хранливи материи кои што се потребни. Ова е чист протеин и луѓето кои што се вегани си ја користат во исхраната за да внесат всушност протеин во оброкот. Изобилува исто така со влакна, кои што се добри за варење на храната. Помага за одржување на ситост, луѓето кои што слабеат можат слободно да ја користат. И јас сум личност, еве, што долго време не јадеше киноа. Мене ми беше толку неубава, толку некако не знам, ама одлучив да ја дадам шанса и откако ја дадов шанса немам прекинато да ја користам. Мислам дека треба да се најде правилниот начин. Еве јас ќе се согласам со тебе дека не ми е никое нешто омилено. Меѓутоа тука во оброкот на денот, пробувајќи најразлични варијанти, ќе си речам па и не е така лоша. Да. На крајот таа има неутрален вкус и како ќе ја искомбинирате, односно кои ќе бидат нели останатите работи со кои што ќе ја искомбинирате, веројатно тие ќе го дадат крајниот ефект. Може да биде и блага и солена варијанта. Јас навистина откако го открив тоа што мене ми одговара, ја користам и со сушено овошје, со засладувач, со банана внатре измешана. И на тој начин се добива дефинитивно полн оброк. Дали Маја сакаш нешто да ти помогнам? Па не, еве ќе во интерес на време јас секогаш да не седам да не си вака. Да, еве можам нешто да кажам на пример додека ти сецкаш, гледачите го гледаат испишан рецептот на екранот. Киноа салата. Свежа е салатава, навистина може да биде во секојдневна летна варијанта, не само на планина. Иако нели јас ја користам, меѓутоа топла препорака за да биде вметната. Изобилува со витамини во себе, изобилува со свежина и со бои, а на тој начин бои е секогаш нели план А да биде во салатите.
А на тој начин, навистина, нема да имат нелагодност во телото, а ќе добијат хранлива вредност која што е потребна на телото. Да, пиперките сега исто така ги имаме во изобилие, доматите, Да, можете треба да ги да ја користите. искористиме храната што ја имаме. Сега да ти тргнам нешто што не ти треба. ако. Да, Потребно е да ја апсолутно. користиме храната што ја имаме периодично, а ние сме среќни што живееме во една таква клима каде што изобилуваме со периодов со многу зеленчуци и овошје и зошто да не ги внесуваме во нашата исхрана и да ги искористуваме. Сега нели во домативе е релативно Зошто не се четој нож? можев. Тоа гледам. Еве Добре. се снајдов. Ако не можеш и ова да го искористиш. Да, навистина познати сме како нација која што произведува добри домати. И особено летниот период имаме салати во кои што тие најчесто доминираат. Жалосно е ако не ги Навистина. конзумираме. Прекрасна клима имаме, која што баш не знаеме да ја цениме и чуваме при користењето. Јас многу гледам на декларациите кога се изложени доматите, дека многу често имаме домати кои што се увезени, а многу малку се оние кои што ги користиме нашите. Јас не гледам декларации. На секој маркет по закон е да биде изложено од каде е овошјето или зеленчукот и многу голем дел од нашиве маркети тоа го користат и мислам го применуваат. Само ретко кој го гледа тоа. Па да. Има со ситни буквички напишано од каде се. И најчесто интересен факт е дека увезените домати се на пример многу поскапи. Не, увезените се поевтини од домашните. Па нормално затоа што ние нашиот домашен домат е многу подобар. На нашиве им требаат повеќе пестициди за да мислам и за исхранава да се подготват. Значи еве делот, само да избришам раце. Слободно, помели. Само малку ќе те замолам и да убрзаме. Еве, нема готова е, само мешаме состојките, додаваме наут како уште еден протеин, додаваме маслинки како здрави масти, додаваме пченка за боја, додаваме, јас напишав па и за вкус и за боја и за вкус. Јас боите ги обожавам. Додаваме малку зелена мешана салата, напишав таму рукола, меѓутоа утрово не најдов. И затоа добро. Напишав лимонов сок, ама може оцет. Еве опа. Добро. Ама ќе се впие, тоа не е страшно. Од нашиот колега зад камери. Браво. Да, јаболко. Интересно. Од јапонско. Да. Знаеш, и од кај нас можеш, Маја, да научиш нешто за никогаш не е касно да се научи нешто плюс минус. Добро, дресингот секогаш велиме по желба на гледачите, кој како си милува и си сака. Постојат и за дресинг доста опции, така што онаа што вам ви е испробана, таа можете дефинитивно да ја користите. Тука некаде сме на крајот, така, Маја? Еве, само ја мешаме. Знаеш што сакав да те прашам, додека ти тоа го правиш, дали луѓе во кои што идат на планина доаѓаат подготвени, дали размислуваат? Искрено, да, јас сум многу пријатно сум изненадена, затоа што многу често гледам дури дека си носат подготвен ориз со пилешко, ориз со пилешко и домат. Се внимава многу на нутритивните вредности кои што се внесуваат за време на планинарењето. Што е убав напредок. Да, дефинитивно. Видете го ова шаренило од бој. Многу убаво изгледа, да. Фантазија, значи. Многу убаво изгледа. Убаво за око, супер за тело, хранливо. И на вкус. Целина, да. Се на едно место. Сакаш да ја ставиме во некоја посебна дела? Мислам дека апсолутно нема потреба. Затоа што камерата ќе долови баш како изгледа. Супер, супер, Маја. Да, оваа киноа салата е нашиот предлог за денеска. Особено, нели, го споменавме муабетот, доколку планинарите и сакате да бидете спремни за на планина, може ова дефинитивно да биде еден ваш предлог или избор, но може да биде и предлог за секојдневната исхрана. Маја, ти благодарам. Тука дефинитивно со тебе ја завршуваме сезоната и се разбира од септември со нови рецепти повторно. Благодарам многу. Ми беше мило што сум тука. Да, нас исклучително ни е драго што се дружевме доста оваа сезона и што навистина за гледачите споделивме и корисни совети во поглед на исхраната и гастрономијата, но она што е најважно, многу добри рецепти. Задоволството е мое да видам дел од една ваква мисија. Ти благодарам. Останете вие на Телма, нашата утринска секако продолжува, последниот половина час резервиран за Горан, да си кажеме и нова тема.